Наместо со ад-хок замрзнување на цените на производите, земјоделците бараат владата да им помогне со намалување на превисоките цени на репроматеријалите, кои долго време неконтролирано дивеат. Замрзнувањето на цените на овошјето и зеленчукот не само што е бескорисно, туку е и погубно за домашните производители на храна, велат тие. Најконкретно, во моментов имаме случај кога буквално се бара главица кромит повеќе, а на пазарот ја нема, додека знаете до пред некоја година бучинскиот кромит се фрлаше во црна. Значи, се додека не се направат здрави односи, се додека не се намалат цените на препаратите, а не се задржат барем колку толку пристојни цени на производите, ние ќе имаме намалување на производството и ако сега зборуваме за недостаток на храна, верувајте дека за година-две ние ќе зборуваме буквално за немање на храна. Лошите земјоделски политики на владата се најдоа во фокусот и на трибината на Централната комисија за земјоделие при ВМРО ДПМНЕ. Актуелното замрзнување на цените на раноградинарските производи е чист популизам, бидејќи како мерка е и задоцнета и промашена, и како таква ни приближно не го решава длабокиот проблем, констатираат оттаму. Оваа мерка требаше да биде донесена многу порано кога Македонија јадеше увозна храна, зеленчук и овошје од надвор. Сега во ситуација кога стасува домашното производство, практично е нелогично да се замрзнуваат цените затоа што ова производство беше произведено по високи цени. Значи, владата требаше навремено да ги замрзне цените и на нафтените дервати, и на електрична енергија, и на ѓубривата, и на препаратите за да имаме денеска рентабилно производство. Напротив, сведоци сме дека со ова мрзнење само се уништува домашното производство кое што и така е на стаклени нози. Според земјоделците од Пелагонискот и Квешкиот регион, владата треба итно да интервенира во земјоделието со директни финансиски мерки, а не со краткорочни, популистички и штетни решенија.